Дали само чиста мотивација е доволно да се стане шампион? На оваа тема, односно на оваа дилема, ќе зборуваме денеска со Даријан Трајанов, спортски едукатор и промотор на здрав живот, и Поликсенија Јовановска, поранешна каратистка, сега тренер по карате. Добро утро, дојдовте во студиото на Телма. Добро утро. Ќе вклучиме во понатамошниот тек од емисијата и Ана Јовановиќ, поранешна српска тенисерка, сега креатор на програмата Путем шампиона или По патот на шампионите. Ана, поздрав од студиото од Скопје. За кусок ќе ти дадеме збори тебе. Добро јутро. Хвала вама. Поздрав, како е во Белград? Лепо, топло, почиње полако, назире се пролеќе. Ето така. А пролета е извонреден период за почеток за занимавање со спортски активности. Вие во организација со Фондацијата Новак Џоковиќ организирате настан во Македонија, кој треба да ги мотивира, да ги поттикне пред се родителите, да ги изнесат своите деца, односно да им го отворат вистинскиот пат на своите деца, а тоа е занимавање со спортот. Не за да станат шампиони, туку за да живеат пред се здраво. Дефинитивно така е. Значи, сега заедно со Фондацијата Новак Џоковиќ за прв пат во Македонија, во Скопје, креираме настан во вид на панел дискусија, кој што е дел од нивниот програм, каде што Ана го креира програмот, таа е креатор на програмот, програм за родители во спортот, Путем шампиона, програм кој што има за цел да ги едуцира родителите, да ги подржат своите деца во спортот, да ги поттикнат да се занимаваат со спорт, бидејќи спортот е еден од најдобрите начини за здрав, правилен психофизички развој на децата. Еве ќе ни каже кој ја поттикна Поликсенија Јовановска, наш 12-кратен државен шампион во карате, учесник на Олимпијадата во Токио, да тргне по тој пат на шампионите. И се чувствуваш ли како шампионка? Ви благодарам на поканата. Се чувствувам, бидејќи сите оние успеси ми даваат за право да бидам спрема себе и да си направам чиста саморефлексија и чиста мотивација за се што правам понатаму, како доказ и како реализација за се она кое што сум постигнала. Мојот мотив беше чувството да секој ден бидам подобра од претходниот. Колку во изборот на професијата, она што веројатно тргнало како хоби, карате, како спорт, потоа сте стигнале голем професионален успех, високи скалила, сега сте тренер по карате. Имало влијание или улога родителите во тоа насочување? Да, многу често зборувам дека главна алка во сите мои успеси се родителите како столб и многу ми е драго што сум поканета да бидам дел од оваа панел дискусија, токму поради фактот што можам гласно и гордо да зборувам за тоа колку родителите се клучна улога во развојот и растот на една спортистка или спортист. Нивната поддршка, правилното воспитување, насочување и она кое што викам правилната дистанца од тоа што се вика дел на тренерот и дело на родителското воспитување. Така. Одиме во Белград. Ана Јовановиќ е веројатно на линија, следи програмата и ја вклучуваме и неа во емисијата. Ана, поради нашата обврска да имаме превод, а не можеме, бидејќи сме во живо, да обезбедиме титул долу, јас ќе се обидам да преведам, односно да парафразирам дел од твојот одговор, но би те замолил тој да биде кус и прецизен. Доаѓате во Скопје и вие на тој голем настан, чија тема е чиста мотивација. Вие сте една од тенисерките во Србија кои имаат значајни успеси, една од 250 српски тенисери на таа светска листа на тенисери, така што успешен... Да вас исправим, 207, велика е разлика. 207, се извинувам, да. Ете, голема разлика, 207. Која е вашата мотивација за тие големи успеси во светот на спортот и каде треба да се стави акцентот? При тоа би се надоврзал со тоа, зошто српските спортисти се далеку поуспешни од македонските? Дали тоа се должи на големината на земјата или на нешто друго? Дали тоа што фактот сте вие неколку милиони повеќе од нас македонците, па тоа дава можност да регрутирате повеќе успешни спортисти, или пак станува збор за различен приод кон спортот? Се надевам ме разбравте. Да, све разумем. Па evo da krenemo od ovog poslednjeg vašeg pitanja. Ja mislim da je razlog tog nekog našeg uspeha zapravo jer
Beograd je nekako bio i centar Jugoslavije. Mi koji smo rođeni 80-ih godina smo igrali za Jugoslaviju. Дозволете да И преведам веројатно- сега поради законската обврска. Да, ќе тргнам од вашето второ прашање. Мислам дека таа разлика се должи на тоа што ние Белград порано беше центар на таа Југославија и ние родените во 80-тите години. Повелете, довршете таа мисла. Tako je, mi smo nekako ovde ipak postoje, pored toga što nas je brojno više, postoje i uslovi koji omogućavaju neki razvoj, neka infrastruktura, stručnjaci i Покрај ja што сме mislim побројни, da je to ključ. ние имаме и инфраструктура. Да, значи инфраструктурата е додадената вредност, освен што сте побројни. Дали сте забележале и различен пристап кон спортот, односно онаа ментална чиста мотивација како што е темата на вашиот собир во Скопје, или пак едноставно дисциплината и природот кон спортот е еднаков, со оглед на тоа што србите и македонците имаат сличен менталитет? Jeste. Pa svi mi sa ovih prostora imamo negde sličan mentalitet i nekako ono što nas karakteriše je ta borbenost. Mislim da je to ključno. Možda ljudi sa ovih prostora, baš iz Srbije, malo imaju jaču osobinu tog nekog inata, malo izraženiju možda i neku vrstu takmičarskog duha, što je opet negde stvar mikrolokacije i raznih uticaja. To ostavljam psiholozima da detaljnije analiziraju, ali verovatno su to neki od faktora. Ана Јовановиќ, ја би ти се заблагодарил во оваа пригода, бидејќи времето е кусо, а те имаме само онлайн, отворена покана за време на вашиот престој во Скопје да ни дојдете и во студио, да направиме и поопширна тема, односно емисија за тоа како се оди патот на шампионот, со оглед на тоа што вие сте креатор на таа програма. Hvala vam puno. Поздрав I голем. vidimo se uskoro. Да. Ја слушнав Ана Јовановиќ кажа дека нас, луѓето од Балканот, не карактеризира таа борбеност, меѓутоа делумно смета дека србите се повеќе наетливи од нас, па тука тоа е тоа што ја прави таа разлика во успесите на српските и македонските спортисти. Што мислите вие, Полексенија? Мислам дека е индивидуално, меѓутоа точно го погоди моментот дека можеби ни треба поддршка во инфраструктура. Секако темпераментот сме блиску како спортистки и спортисти, меѓутоа инаетот постои и кај нашите спортисти. Според мене не е правилна метода за високи успеси. Сепак сметам дека низ психолошки момент многу е подобро да имаме дисциплина која што ќе не води релаксирано низ мотивација отколку инет. Така да со надеж дека ќе ги стигнеме нивните успеси. Даријан Трајанов, на веб страницата на Путем шампиона оди саат кој покажува колку деца се внесени во спортот по патот на таа програма, на патот на шампионот. Што мислите вие настанот што го организирате заедно со нив во Македонија, ќе придонесе или ќе измотивирали барем неколку деца нови да се зафатат со некој спорт во Македонија? И имате ли фокус кој спорт е нај посакуван за таа популација на млади деца и деца кои сега зачекоруваат во светот на спортот? Па тој е целта со овој настан, овој програм кој што они веќе го креираат во Србија, во Хрватска, сега за прв пат и тука. Тој е целта на овој на насловот чиста мотивација, затоа што ние имаме врни гости, покрај Полексенија ќе биде и господин Кирил Вазаров и почитуван Сашко Кедев. Ќе имаме една тема на која што целта ќе биде да се мотивираат и родителите, основно прво да дознаеме што е тоа чиста мотивација, дека не е секогаш мотивацијата финансискиот надоместок или да се дојде по секоја цена некаде, туку мотивацијата треба да биде чиста, треба да биде реална, треба да биде нешто што позади нас ќе оставиме. И како такви да ги поттикнеме децата и родителите поради тоа да почнат да се занимаваат со спорт, да остават нешто за себе, меѓутоа она што е најглавно за се, да имаат еден здрав, правилен начин на живот, правилен развој. Затоа и ние го правиме овој настан, кој што ќе биде во недела, сега на 11 февруари, со почеток од 17 часот во хотел Холидин. Во однос на спортот, дали имаме да кажам некоја таргет група кој спорт би бил најрелевантен,
тој е целта на проектот на програмот, родителите да ги потретат своите деца без разлика кој спорт ќе го одберат, важно е за децата да се занимаваат со спорт, затоа што спортот има таа една чиста страна, а тоа е да развие дисциплина, почит едни меѓу други, авторитет, грижа за себе, грижа за останатите и на тој начин да креираме, ние со Полексина разговаравме на почетокот, да креираме едни лидери. Преку спортот тоа се креира. Да, веројатно ќе биде многу инспиративно да се слушнат шампиони од калибарот на Поликсенија Јовановска, реков 10-кратен шампион во Македонија, учесник на Олимпијада, потоа го спомнавте Кира Лазаров, ракометната легенда, а тука и Сашко Кедев кој неуморно продолжува да ги освојува светските врвови. Така што во оваа пригода би ве замолил Поликсенија само за кус дел од она што би планирале да го кажете во недела пред присутните таму, како се станува лидер и како да се најде таа лична мотивација за врвни успеси во спортот. Јасно. Па ете, концизно би кажала, најприродно би постапила по тоа да зборувам мое лично искуство, како го одев јас патот на успехот, а подоцна со силна желба да го пренесам она најбитното, односно да се остане во здраво тело, здрав дух и да акцентираме темата за лидерство, бидејќи преку здрави лидерки и лидери во Македонија ќе можеме да допреме до здраво општество. Преку спортот тоа е возможно, преку лични примери и до родителите и до спортистките и спортистите допреме да ги инспирираме и со силна надеж сум дека после настанот ќе оставиме белек да се качуваме по тие скали на пат на успех. Многу е важно да се направи разликата дека родителите не треба да ги форсираат своите деца, дека не треба да ги притискаат, дека децата не се во спортот за да станат шампиони и да успеат, за да се продадат и да профитираат од тоа, туку пред се заради здравиот начин на живот. Меѓутоа, од другата страна се поставува прашањето за спортистите млади. Како да најдат мотивација и да стекнат само дисциплина за да отидат на секој тренинг, да бидат редовни. Ви беше ли вам тешко да секој тренинг, ви се одеше на секој тренинг? Не, веројатно. Преку тренажниот процес ќе допра до сите тие моменти кои што се битни за да се остане во спортот. Дружењето, здравата, ненасилна комуникација, интегритетот кој што создава со текот на спортската кариера, одговорностите кои што ги носиме, здравата емпатија, луѓето кои што сакаат да бидат дел од спортот, да бидат гладни за знаење, гладни за информации, бидејќи и патот на успехот е процес на раст. Како што растеме, никогаш не знаеме се и измотивирани да дознаеме повеќе ќе стануваме се поуспешни и тоа ќе ги задржи младите во спортот да бидат гладни за знаење, гладни за информации, гладни за успех. Или сите кои ќе почнат да се занимаваат со спорт, можеби нема да станат врвни спортисти, но имаат подобра шанса да станат успешни луѓе, нели? Точно за општо добро. Поликсенија, Даријан, ви благодарам за гостувањето, ви посакувам успешен настан во недела, да имате голем број присутни, да допрете до многу родители и деца и да мотивирате многу голем број да се почнат да се занимаваат со спорт. Благодарам на вас и ги поканувам сите да дојдат и да бидат дел од настанот и ќе бидат дефинитивно мотивирани. Во здраво тело, здрав дух.